Се проширува позитивната листа на лекови. Наскоро клексаните ќе може да се подигнат на рецепт во аптеките, наместо да се бара рефундација на платените средства. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски денеска ги најави измените во правилниците за позитивната листа на лекови. Во прв план ние префрлање на антикоагуланси, префрлање бидејќи тие се веќе на болничката листа, например Клексан, значи да не се рефундира веќе Клексана, туку да може да се подигне на рецепт и се надевам дека час поскоро чим комисијата почне да функционира и се направат овие измени на правилниците, дека ќе имаме првото зголемување со антикоагуланси. Клековски истакна дека за таблетарниот антикоагуланс Ксарелто се уште нема договор, бидејќи производителите засега не сакаат да го вклучат на позитивната листа. Фондот побарал да се направат две клучни измени во правилникот. Прво да се овозможи преместување на лековите од болничката на аптекарската позитивна листа, а второ фондот да добие право за преговарање на цените на лековите кои се субвенционирани. Клековски додаде дека лековите кои се на позитивната листа треба да бидат достапни по пониска цена, со цел субвенциите да имаат реален ефект. Сметаме дека кога веќе државата обезбедува субвенции за продажбата на одреден леко на позитивна листа, фондот треба да има право да преговара со производителот или дистрибутерот за неговата цена, а не да автоматски биде тоа голема продажната цена. Минатата година во септември позитивната листа беше дополнета со 87 лекови. На листата беа додадени лекови за крвен притисок, за срцеви заболувања, антиагреганси, лекови за третман на депресија и за деменција. Според докторите, ревидирањето на листата на медикаменти е голем чекор во здравството. Со новите лекови ќе им се олесни на пациентите, но и на лекарите. Ставањето нови лекови на позитивната листа во пракса значи дека пациентите ќе добиваат посовремени и поевтини лекови на рецепт, на товар на државата, наместо да плаќаат од джепи поскапо, често и од други држави. Затоа што листата не беше ажурирана повеќе од една деценија, граѓаните добиваат застарени лекови, иако постојат нови и поефикасни за нивната болест.